Лето на базен Тропико во Брвеница, а денеска тука заедно со Милан Коста. Здраво, Милан. Здраво, Сонја. Како си? Супер, фантастично. Се поводи денеска денов. На самиот почеток би сакала да ти се заблагодарам што вчера беше на свадба, па денеска одвои време за нас да бидеш дел од ова гостување. Вчера малку забавно беше, може да се примети гласот ми е малку осипнат, ама нема проблем. Изгурамо некако. Оправдано е. Кажи ми, што се случува со тебе летово? На почетокот на летово сме? Значи имам многу активности, имам многу ангажмани летово. Паралелно со музикава што работам, знаете, значи текстови, песни, што се вика раштаркан сум на секаде. Па малце за мене спремам такви материјали, свирки, настапи, низ Тетово, низ Македонија, исто така. Работам. Сам за себе спремаш, меѓутоа е некој друг нешто за тебе подготви. Голема работа според мене направија документарен филм. Драги беше тој кој што дојде до идеја да направи документарен филм за тебе. Еве би сакала разговорот да го започнеме накратко за овој филм, а подоцна и нешто поопширно. Која ти беше првата реакција? Како изреагира кога еден наш сограѓанин те седне и ти кажа: "Слушај, Милан, сакам филм да правам за тебе"? Целата таа работа испадна многу спонтано и јас не знаев дека Драги нешто такво спрема. Че дојде Драги кај мене, ме праша да направиме некој кратко интервју и отпосле он имаше анкета низ, така му дојде, значи како мала анкета низ Тетово, кој е Милан, и такви некои ствари. И не очекував дека нешто такво Драги спрема за мене и многу бев среќен. Не знам, се чувството е неописливо некој да ти направи така како документарен филм, како нешто што до сега си го работел, нешто што го цени. Убаво е чувството, многу. Особено кога еве станува збор за една ретроспектива твојата работа некогаш и до ден денес. Ќе ми кажеш ли, еве, кои се твоите први впечатоци од филмот? Односно, ме интересира кои беа првите впечатоци кога го погледна истиот. Веројатно не беше во тек додека се снимаше цело време. Знаете, тука се испреплетени емоции има. Значи, кога прв го видов, ми дојде некакво чувство на среќа и на тага измешано, затоа што не знам, треба да го почувствувате тоа за да може да ме сватите што да кажам. Ама не може секој да го почувствува, не секој за секого се дрзнува да направи документарен филм. Значи многу сум среќен што има човек што ги прати сите ствари. Значи тука на документарниот филм има материјали од архивата на Драги Неделчевски, значи он ме пратил мене уште како многу млад, 17-16 години собирал материјали по свирки ваму таму и доста интересно ги има сето тоа склопено, без да знам јас. И тоа е интересното што сето тоа испадна спонтано и не очекував дека такво нешто Драги ми спрема, беле, искрено дека. И многу сум му благодарен, исто така и на Григор Ѓорѓевски, он беше монтажа, он го правеше монтажата, па би сакал луѓето да го погледнат документарниот филм и да си дадат самите некоја оцена, критика за тоа, како им се свиди. Веднаш после неколку дена после промоцијата беше објавен, чина ми, на YouTube, така да можат и тамо да го видат. Се разбира, да, може да го видат на YouTube. Седења нема, видите, ова е Македонија, не е Америка. Значи на YouTube може да си го погледнат и да дадат. Веројатно и со самата идеја сакал да направи нешто за своја душа и за твојата душа, за душата на тетовчани. Па да, тоа е, мислам дека прв некој таков проект. Значи немало до сега или може би имало, а не сме го сретнале вавното, значи мислам дека е прв проект, да речем еден краток документарен филм за некого, поготово за музичар, тоест, че за музичар мислам дека е прв таков проект и многу сум му благодарен на Драги, не знам, многу е добро чувството дека да ти спреми такво нешто и да остане во архива, да остане во историја, што се вика на нас тетовчани. Апсолутно се согласувам. Коса, нема многу да те малтретираме сега со разговор, да не ти дојде наеднаш од свадба, па тука на Жешко. Ќе ги најавам тука рекламите, почитувани гледачи, па се враќаме повторно назад со разговор со Коса за неговиот документарен филм, за тоа како го замислува ова лето, како го замислува неговиот идеален одмор и така натаму. Останете на оваа телевизиска фреквенција.
Симбел Дент ординацијата ви нуди професионални услуги во сите области од стоматологијата. Посебно ќе ги истакнеме услугите за орална хирургија со поставување на импланти и оперативно вадење на заостанати заби. Импланти користиме најквалитетни Анкилос и Мис импланти. Слободно проверете ги на интернет каде се рангираат тие импланти. Во нашата ординација нудиме поставување на порцелански пломби, така наречени порцелански пломби. Тоа се пломби со врвен квалитет од Воко фирмата, исклучиво германски пломби, кои што ви гарантираме за нивното квалитетно останување во забите долги години со непромена на бојата и со никакви пропратни симптоми. Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања од оваа сезона. Базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден. За разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури. Базенот работи од 10 до 19 часот, а шанкот и кујната од 10 до 23 часот. Разнобоен коктел во рака, капење и сончање, колку душа ви сака. Базен Тропико Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на кино Братство, спроти градскиот пазар и во близина на Тетовчанка. Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои и лакови и се останато за современо молерисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 15 годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на голема во спортската сала, Дараком, бои со препорака од прва рака и екстра брза испорака. За оние кои што малку подоцна се вклучија, се наоѓаме на базенот Тропико. Вие ја гледате емисијата Лето на базен Тропико во населеното место Брвеница. Тука до мене е Коса, кажав оние малку кои што подоцна се вклучија, нема можност да слушнат за што зборувавме досега. Зборувавме за неговиот документарен филм, всушност за филмот кој што еден наш сограѓанин го направи за него. Кажа кои беа твоите први впечатоци, импресии, како од идејата за филмот, така од самата реализација на истиот, како тетовчани ти прикажуваа после откако го видоа филмот, затоа што имаше и официјална промоција на истиот. Имаше добри критики, обично од моите пријатели, сега не знам тие што не ме знаат како барем оние кои што беа дојдени на самата промоција. Значи направив како мала промоција, си ги викнав. Значи сите беа поканети. Моите соработници беа, моите роднини, пријатели. Фино беше, имаше мала презентација на филмот. Малку свирка, малку забава. Супер беше. Имаше ли моменти од филмот кои што ти не ги знаеш и баш беше изненаден, некои стари фотографии, видеа? Мислите што го има на филмот или што го нема на филмот? Што ги има? Значи предпоставувам дека додека филмот се работел не си бил сведок на секоја сцена која што била. Да, па има, таму има материјал еден кога свириме во кај Дамир во подрум фактички. Почетоците на бендот и има многу интересни кадри има. Деца, млади, луди. Треба да го погледнете да видите, не знам дали се гледа. Кога свириме, има миксети таму стари некои што сега више не ни постојат, микрофони некои, не знам од кога. Има многу ствари што ги нема
Не знам зашто Драги не ги избрал. Има многу од свирки, некој ги загубил некои материјали што сме свиреле на плоштад како деца, млади многу. Значи 17 години. Значи Драги не пратеше на цело време и затоа е интересно да го погледнете документарецот, затоа што има од се помалце ставено. Што прави Коса на професионален план во моментов? Што е тоа што конкретно го работиш? Или пак лето па сакаш да се опуштиш и уживаш, одмараш? Ја и работам и се опуштам, значи од двете помалце. Моментално најново нешто што е гостувањето во спотот на новата песна на Владко Лозановски. Се појавувам во неговиот спот, треба сега наскоро да излезем. Се надевам ќе дојде и он певац во емисија, ќе дискутирате. Значи се појавувам таму. Исто така најново нешто што го праваме мојата нова песна со видеозапис. Песната се вика Јас не сум ко ти. Ја правиме заедно со Лазар Цветковски. Денови треба да снимам и спот. Се надевам че многу брзо ќе излезе во етер. Летово додека е убаво време, додека има младина. Значи тоа, на Владче се појавувам, работев песна за Теодора Трајковска, тоа е еден нов артист на македонската сцена, Теа. За неја правевме песна. Не знам што друго. Имам многу стварица. Не ти текнуваат во мозок. А како делуваат свадбите на млад мозок. Така. Коса, еве ајде една оценка според тебе за тоа што се случува на македонската музичка сцена. Јас лаички од страна гледано како слушател на песните и пратејќи целата таа медиумска ситуација која што се случува на Македонија, чинам дека младите пејачи и пејачки во Македонија едноставно колку и да ги снимаат нивните песни и спотови нема каде да ги пуштаат. Нема каде да се промовираат истите. Што е проблемот? Кој е твоето гледање? Знаеме дека Македонија е малав пазар. Значи Македонија не може да се Македонија е малав пазар, но многу квалитетен пазар. И тоа е многу штета и жално да нашите музичари, нашите артисти не можат доволно да се експонираат од поголемите пазари околу нас. Значи српскиот пазар, не знам, бугарскиот пазар. Значи луѓето инвестираат, луѓето работат кај нас, тоа малце моментално е во стагнација, не знам зашто, дали заради недостаток на медиумска поддршка, дали недостаток на можеби и финансиски средства, затоа што тоа е синџир еден, се мора да функционира безпрекорно за да направиш добра сцена. И се надевам дека сите ни заслужуваме да се искачи на едно повисоко ниво македонската сцена и дека ќе се врати на старите патеки како што беше неодамно. Како му започнува еден ден на Коса? Значи јас сум малку специфичен за работа. Претечно работам навечер затоа што не знам, можеби така ми е програмиран сатот биолошки, не можам да творам преку ден, творам навечер. Останувам малку покасно во станатите, значи не знам, 4-5 ми е најдобрата доба за творење. Значи наутро веќе? Да, веќе наутро, да. Пијам утринско кафе, како си да останати. Утринско кафе, се шетам низ каполињата Тетовски, проверам што има, какво има, и потоа продолжувам во студио да работам. Повторно тука ќе направиме пауза за да провериме ние што има околу базенот Тропико, за да ви ја прикажеме целата таа атмосфера која што тука преовладува во моментов. Фантастично е, значи еве не знам колку преку камерите ќе успееме да ви доловиме, се надевам дека доволно, ако не доволно, тоа ќе биде можност за да бидете тука дел од атмосферата и сами на себе на своја кожа да ја почувствувате. Одиме со инсерти околу тоа каква е целата ситуација и атмосфера околу базенот Тропико, внатре во водата и слично, за да видиме какви кадри ќе фатиме, а подоцна одиме и со подготовка на коктели, затоа што многу добро знаете дека во базенот Тропико во Обрвеница ги подготвуваат највкусните коктели. Ние ќе го снимиме тоа, јас ќе ги вкусам коктелите заедно со Коса и со Данче и ќе ви кажеме како тоа вкусно е навистина.
sail away to the deep blue sea. Oh, do you wanna play summer dance with me? Summer breeze in this town. The sun, the heat, the wind, the sea, summer breeze and the tan, the bells, a kiss, and you and me. Je ne regrette the sun, the heat, the wind, the sea, summer breeze and the tan, the bells, a kiss, and you and me. Je ne regrette rien. It's just Лето на базен Тропико во Брвеница. Денеска со нас Милан Коса, човекот кој што нема потреба да ви го објаснуваме, затоа што сите добро го знаете. Излезе за него документарен филм за оно што зборувавме и претходно. Коса, кои ти се плановите за летово? Зборувам за оние приватните планови за одморот, затоа што оние професионалните веќе ги кажат. Па, лето како лето, нема подобро нешто од лето и најубавите спомени се прават во лето. Сите ние сакаме да идеме да шетаме, да се забавуваме, да свириме, да пимнеме, да пееме и ред други запарканти што се пропратни. Значи лето би сакал, тоест најверојатно ќе го поминам или во соседна Грција долу некаде на плажите, или во Црна Гора, се двумиме со другар ми каде да одиме. Еве ги коктелите, тука ќе те прекинам, ви благодариме. Значи ова се коктелите, ова се само дел, многу мал дел од коктелите кои што можат да ви ги овозможат во базенот Тропико доколку дојдете тука во Брвеница. Ќе ги пробаме, Коста, нели? Па може да. Ете така. Вака прво ги пробуваме за да јас ја почувствувам реакцијата. Мојов е супер. Којот? Фантазија. Така, нели? Да, многу добро. А лето без коктел не го бива некако. Кажа дека планираш да одиш во Грчка, значи преферираш одмор на море или? Па, значи нема добар одмор е добар одмор, не мора значи дека мора да биде на море. Летово би сакал да поминам на море, ќе идеме до Грчка. Иначе немам некои посебни барање или немам некоја замисла како би изгледал совршен одмор. Се разбира, најбитното е се добро друштво, добри пријатели, па кај ќе даде Господ таму, не е проблем местото, туку. Обично, ако човек има многу мали барања и очекувања, тогаш изненадувањата се поголеми и поминот е многу подобар отколку што очекуваме. Кажи ми, немаш некоја идеална замисла за твојот идеален одмор, меѓутоа имаш ли одмор на кој што ќе се сеќаваш еве уште многу долго и сметаш дека не ти се повторил таков од тогаш? Да, еден од моите најубави одмори, така што испаднале спонтано, беше кога бевме на Сунчане скале со офсет за групата. Тогаш и бевте наградени, чинам така? Да, тоа зедовме трето место и ја представувавме Македонија на Сунчане скале. Тамо сме поминали незаборавно, не знам, немам зборови да го пишам тоа, значи одиш, пееш, се забавуваш и ги запознаваш твоите идоли од детството, од младоста. Се запознавме таму со Младен Војчич Типа и со Дадо Топич. Пиевме по едно пиво со нив двајца, дискутиравме по едно пола саат со нив на маса седевме. Видовме фотографии на Facebook. Да, можеш да замислиш
Може да замислиш како да се чувствуваш кога некој од твоите, наречам, идоли, како мала што си ги пратил, што си ги следел, што ти биле репер за тоа како треба да се прави музика, да се пее, да се Седат на иста маса. да седиш на иста маса и да дискутираш за музика со музичари од таков калибар, што мислам дека еве сега не знам да би имал таа прилика и да седнеме заедно телефонски што се вика да правиме момент, не би било тоа, туку самиот спонтан начин како налетавме беше многу убав. Свиревме натаму наваму. Многу беше добро тоа. Ги спомена фестивалите, еве Сунчене скале конкретно и еве твое гледање за фестивалите во Македонија. Повторно со една критика, не е тоа што беше. Јас се сеќавам дека со другарките претходните години сме се собирале на едно место кај една од нас дома за да ги следат сите тие фестивали, без оглед дали стануваше збор за Макфест, Евровизија или не знам што. Сега Значи што е ви кажав пред малку, значи нашиот пазар е мал пазар, но квалитетен пазар. И сега тоа што се случува моментално на сцената мислам дека е самата глобализација, значи самото тоа како напредува музичката сцена, нели повеќе се луѓе седат на YouTube. Значи повеќе седат на YouTube, интернет и не ги пратат толку многу телевизиите. Како порано, нели, фестивал се знае, има Макфест и мора да гледаш Макфест. Сега има бомбардирани сме со информации од секоја страна и многу е тешко да го задржиш окото на човекот на што се вика пред телевизија да гледа Макфест. И мислам дека треба да се прати модерниот тренд. Тоа е многу битно, значи Макфест како Макфест е супер фестивал и треба да ја задржи традицијата, но мислам дека треба, не знам, и Макфест и Скопски треба да ги пратиме малце модните трендови. Да бидеме во тренд со светската музика, што се вика. Значи да нема, не знам се, може би ова ќе ми сватат погрешно да дам критика на Макфест, но не треба многу виолини, треба малку по младалашки, што се вика, за да бидеме во тек со надвор. А колку наградите му значат на Коса како еден уметник, творец на музика? Видете, значи најголема награда што може некој музичар да добие. Аплаузот, знам. Значи нема. Не звучи ли малку прескромно ова со аплаузот? Прескромно и излитано затоа што Знаете зошто е така? Затоа што наградата, пример ќе ви дадат награда не за најдобра песна на годината. Тоа ќе се заборави за месец, два, три. Кој знае дека си взел награда, нели? добро, остануваат хитови кои што до ден денес се пеат. Реагира на песната, тоа е најголема награда. Значи не знам еве сонце не ме гледа, да речеме, ја пее цела публика, ја знае, тоа е најголемата награда. Не е битна дали парична награда сте добили 1000, 2000, 3000 евра. Тоа се троши, тоа е материјално, значи тоа е заменливо. Не зборував за тие материјални осврти на оваа работа, значи награда како еве прво награден, па се носиш со чувството на лична сатисфакција. Не на тие статуетки материјални. Значи добро, значи кој некој ти го наградува трудот, значи дека вреди тоа што си го работи. Значи така функционира, мора да има некоја како се вика, некој напреварување, значи некој е подобар, тоа не значи дека е некој подобар од друг, но мора да има таков ранг, мора да има некој да го рангира твојот труд. Некој ќе ти го рангира прво место, некој ќе ти го рангира второ, некој нема да ти го рангира. Тоа така функционира и убаво чувството да ти наградат песна. А песна која што жалиш за тоа што ти не си ја отпеал некој друг? Не, немам таков. Не, секоја песна што сум ја напишал, секоја песна што испеал, не знам дали Владко, дали Димитар, дали Тијана, дали не знам. Било каде сада сум задоволен, секој си ја интерпретира на свој начин и секој најдобар на свој начин, значи не и си ги пеам јас песните, што има врската. Што е со свирките, Коса? Како прашање? Сега ми Тоа одговорот првичен беше воздишка, тогаш сигурно те погодив некаде. Погодивте, затоа што јас сум млад човек уште, но позади мене имам многу настапи, многу свирки, многу моменти што се незаборавни, што не може така лесно да се заборават. И би ги посоветувал по младите генерации што доаѓаат малку да се осврнат на свирење во живо, да се осврнат на, не знам, на гитара, на тапан,
затоа што тоа е нешто што не може да се опише со зборови, треба да се доживи тоа чувство како е да свириш, да пренесуваш емоции, да се забавуваш, да ги забавуваш луѓето. Денеска младината малце прати по друг жанр на музика што не е од рака човечка. Значи, сепак ја мислам дека уметниците треба да го следат тој принцип, значи да свират, да прават групи, не знам, бендови, да свират и да се забавуваат, затоа што тоа ќе им остане посеќавање вечно и нема никад да жалат за тоа што би го направиле. Како Коса сака некогаш да има дует? Дует? Не знам сега, Незгодно прашање. Би сакал со секој од македонскава естрада, значи сите мои колеги, што се би сакал да направам. Тоа ми е животна желба, искрено ви кажам, животна желба ми е со секој пејач што сум, дали сум соработувал ја или не сум соработувал, да направам една песна да остане како една колекција на песни со сите по една дима. Тоа ми е животна желба. А инаку би сакал со брат ми да направам дует. Не знам зашто тоа малку е чудно. Со Цале би сакал да направам песна некоја, пошто Цале исто така брат ми пишува песни, само што он е малку по настрана од оваа комерцијална музика, он е интересно размислува, не знам дали сте слушнали нешто Цале што прави. Со него би сакал, со брат. Мене ми се допадна овој одговор, затоа што малку е невообичаено, нели? Цале го знаат тетовчани, не го знаат оние кои што... И тоа ќе го направиме, ја и брат ми ќе направиме дуетен. Јас се надевам. Тука некаде повторно ќе направиме пауза за да се подружиме малку со базенот Тропико, со сите гости кои што се тука дојдени и секако што еднаш повторувам да се обидеме да ви ја пренесеме целата таа атмосфера која што тука се случува и да уживаме во нивните коктели. Во продолжение на лето на базен разговараме со еден од собствениците на базенот Тропико, Горан. Здраво и за тебе, ајде кажи ни кои се новитетите кои вашиот базен им ги нуди на своите посетители годинава. Значи, како и секоја година, така и ова, на 10 јуни ја започнавме летната сезона со цел да ги задоволиме сите наши досегашни гости и идни се разбира. Оваа година имаме доста новитети, збогатено мени, збогатен репертуар на музика. Значи, ова лето ќе има доста диџеи, повеќе бендови со цел да биде поинтересно. Имаме подготвено ново мени со повеќе видови на храна. Кога станува збор за одржување на водата, слободно можеме да се пофалиме дека во Тетово и пошироко имаме една од најчистите води за капење. Редовно доаѓаат, ја испитуваат. Како што сме сите сведоци на досегашното лошо време, од сега па натаму се очекуваат топли бранови. Значи, дојдете и фатете ја првата боја за да се спремите за вашиот понатамошен одмор. Исто така сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите наши досегашни гости, а на тие што се уште не посетиле, ја укажувам со крената глава дека ги пропуштаат најубавите моменти од летото. Горан, ти благодарам, а сега одиме директно во кујната на Тропико за да видиме што вкусно се готви таму. Имаме информации дека фрчат пици на сите страни. And we could be together, baby, as long as skies are blue.
You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Екипата на лето на базен Тропико, тука до мене е и Коса, го продолжуваме разговорот и ова интервју со него. Коса, те паметат тетовци како дел од офсайд, претходно ја споменавме како трето наградена на Сунчане скале. Постои ли уште офсайд? И ова е одговор кој што започнува со воздишка. Офсайд е нешто најдобро што ми се десило во животот, значи сите членови на офсайд, Јован, Михајло, Ѓуле, Дамир, ми се многу добри другари и со офсайд сме поминале се и се што, значи. И сега кој ме праша за офсайд, стварно ми евоцираше некои спомени. Моментално офсайд значи не постои затоа што сите сме наштркани, кој професионално, кој семејство има оформено. Но пред некој ден баш дискутиравме да направиме некој што би се рекло некој камбек, да се оформиме пак и да почнеме пак да работиме. Значи оставам простори на тоа, може пак да се оформиме, да свириме. Инаку офсайд е што би рекле србите прича о себе. Ние бевме интересна група, бевме. Малку, како да се изразам, малку специфична, не знам кој да речем, специфични дечки бевме ние. Уште како млади, пример во Тетово, на месме кога сме свиреле, не знам, на 17 години кога сме свиреле, сме се соблакале голи, не знам, на појачало качен. Тоа било контроверзно за тој период, нели, што имена дечки. Не знам, Дамир например лупа на тапани, станува ја удира чинелата со глава, не. Сме биле малку чуден тип
на музичари, не. И многу убави спомени имам за Офсет. Сме свирели низ Македонија сегде. Едно време свиревме, значи не едно време, значи 3 години свиревме константно како бенд на Владко Лозановски и тоа е нешто што не можеш да го опишеш со зборови. Да идеш по дискотеки, по свирки, па не знам, настап имаш да речеме во 12 часот во дискотека во Струмица. Идеш на проба, ги местиш инструменти, не знам, ги сфабираш, ги ставаш во комбе, тргнуваш на пат. Значи тоа е една авантура што е многу Треба да ја доживееш. многу ипак не сме мал пазар, не сме Америка, некои не знам какви звезди, не знам. Ама убаво е дружењето, значи самиот тој процес на константно како се развиваш и како музичар, не знам, од првиот акорд, да речеме, кога си почнал да го свириш, па си грешел, па еволвираш, се развиеш, па свириш подобро, па даме свири, не знам, напреднал на тапани ѓуле, зел нов бас. Тоа се многу убави моменти што би ги посакал на секој музичар да ги секој што се бави со музика треба да го живее тој начин на живот, да прави, да иде по настапи, да свири, да. Тоа е нешто што не се опишува со зборови, многу убаво е чувството. Денеска малку подруго функционираат некои работи, за жал, или можеби, не знам се, ние сме, да не речем, малку од постарата школа сме учеле. Убави спомени имам со Офсет. 2 пати сме настапувале на Евровизија, тоа спомнавме, еднаш со Лозано, со близко до мене како позадински бенд, еднаш сами. Имаме на Макфест еднаш настапувано на Слунчајне скале, тоа спомнавме таму. По дискотеки, по кафеќи, тоа класика. Ми фалат тие денови со Офсет и со... Да ти ги изведам очилата за да видам да имаш. Не, искрено зборувам, тоа е многу убав период од животот ми бил со Офсет и се надевам дека ќе продолжиме да работиме. Не знам како да ти кажам, треба да го... Знаеш колку ми летаат се моментално мислите низ глава, колку е добро, значи кога си млад, поготово кога не знам, ти лета паметот што се вика, тој цел процес на дружење, па не знам, враќање касно дома, утрената хенговер, рок-н-рол. Коста прави музика и обично ние слушателите на таа музика го гледаме изведувачот, констатираме колку добро или недобро ја испеал песната, а не се запрашуваме чив е текстот, освен оние фестивали каде што на јавната шпица на песната пишува, нели, чив е текстот. Ајде подсети кои текстови се твои, Коста. Има многу песни сега, многу од нив неколку стана познати песни, многу песни исто, не знам, сега не поминале добро пред јавноста, но има многу отворено, многу композиции, тоест многу текстови имам пишуван. Еве, кога беше лани, за Тијана Дапчевич правев еден текст, Срце како мраз се вика, тоа беше песна што после, не знам, Тијана немаше 10 години песна пуштена во Македонија. После 10 години на македонски имаше пушти песна. Ја имав таа чест да ја напишам песната, сум соработувал со Лозано, беше на Лозано многу песни сум направил. Нема ден, нема ноќ, Сонце не ме грее, заедно со Магдалина Цетковска сме работеле. Не знам, Мандарина исто заедно со една. Со Браво бенд, морам да го споменам и мојот едно од моите најдобри другари Лисе Тевдовски, кој што моментално не е тука во Америка. Со него многу песни сме работеле, 24 часа, не знам, на Браво бенд исто така. Кои други? Многу има. Ова се песни кои што ќе останат да сведочат за едно убаво време? Да, тоа се песни што ќе обележат нашата младост, тоест мојата младост. Сега не знам кој како ги, нели секој си има песни од својата младост што му се омилени. Јас мислам дека сме оставили некој добар белег како дечки. Ете така, од тетово што сме работеле заедно со Лазар, сме оставили добри песни позади себе. Исто така од Димитар Андоновски, Ако ме боли песната. Има доста композиции, сега моментално не ми доаѓаат на памет. Тоа се песни кои што сите ние добро ги знаеме, постојано се вртат, големи хитови. Кажи ми, каде Коста ја наоѓа својата инспирација? Која е кујната на твојата инспирација? Па видете, значи, инспирацијата е широк поим. Најчесто пишувам за љубов, затоа што
мислам дека љубовта најлесно допира до младите и така треба. Ние претежно пишуваме песни за помлади генерации. Не знам за Значи имаме и сериозни композиции, но претежно пишуваме за не знам за деца заљубени во тинејдж години да им биде убаво да бидат сретни, да. Добро, љубовта ако е вистинска треба да трае постојано, нели? Добро, така е, но љубовта е широк поим. Зависи што е љубов, зависи за што пишуваш. Значи тоа, највише пишувам за љубов, инспирацијата. Како секој човек е црпиш од секојдневниот живот, не знам од некоја дешавка, некоја љубов или од се и се што. Кога веќе спомна љубовта и тоа дека обично сакаш да пишуваш за неа, таа ти е најголемата инспирација, веројатно како и на сите други уметници, поети и така натаму, докаде е коса со љубовта? Чи коса моментално е Стендбај? слободен дечка, да. Соло, што би рекол. Моментално сум сам и фино ми е. Ја парам љубовта на мојот живот. Но тоа не значи дека нема љубов, нели? Има љубов. Има љубов, но се уште ја бара коса својата љубовта на својот живот, својата принцеза, што се вика. Гледате Лето на базен на телевизија Киса, ние снимаме во базенот Тропико. Коса, колку е летото идеално за создавање на нови љубовни авантури? Кој што се паметат и тоа како долго? Добро сега. Летото си буди некои посебни нуди, тоа е посебни вибрации на полето на љубовта. Може да погледнете на страна таму. Сигурно многу меѓу себе тука си имаат веќе заљубено. Особено на базен. На базен, значи сигурно тука има многу парови веќе што се заљубени. Па добро, летото е такво само по себе, летото е позитивно, летото е среќно, летото е не знам. Ако не се заљубиш во лето, не знам кога човек треба да се заљуби. Коса, кажи ми, во продолжение со кого од македонската музичка сцена другаруваш? Значи, знаеш да се слушнеш на телефон, да излезете на кафе? Значи, со сите мои, и претходно спомнав, со сите мои членови од Офсайд, со работ, значи, се гледам скоро секој ден на кафе, пиеме кафенце, пивце. Најмногу, освен професионално, се дружам најмногу со Лазар Цветковски. Он ми е еден од најдобар другар, еден од најдобрите другари. Лазе е нашиот сограѓанин, и веќе го поздравиме во овој момент. Поздрав. И најмногу со Владко Лозановски. Исто така, Димитар Антоновски ми е пријател, со него се слушаме. Раде Варчаковски исто. Имamo Магдалина Цветковска. Значи, тие сме тој круг на пријатели. Зборам сега од музичан гледна точка кој мислам. Од приватниот живот имам и други. Останали пријатели, старите пријатели? Заборавив Ристе Тевдовски. Ристе Тевдовски е мој Ама го спомена предходно во рамки на Браво Бенд. Така. Останали ли старите пријателства се уште така свежи и добри пријателства како некогаш, откако Коса почна да пишува еве за Владко Лозановски за? Да. Значи не, тоа нема тоа никаква врска со професионалната работа. Значи тоа мене ми е работа и јас сум секогаш лојален на моите другари и се немам со никого искарано до душе. Сите другари што ми биле претходно и од основно школо и од средно школо се и ден денес мои другари. Така да нема никаков проблем на тоа поле. Идеалниот начин на релаксација и освежување за време на летото на Коса кога не е на одмор? Идеален начин на релаксација? Па не знам. Што знам? Читаш книги? Не многу. Ама многу сакам документарни филмови да гледам. Значи моја, да не речам, обсесија е се документарните филмови, најчесто за Вселената. Тоа ми е некоја си пасија, не знам, од малав сум бил секогаш заинтригиран за тоа како функционира универзумот и како функционираат некои закони на природата. И денес ги пратам на YouTube сите документарни филмови што се базирани за универзум. Па има и пропратни за многу други ствари, но најчесто за универзумот гледам. Со Стивен Хокинг, со Морган Фримен, не знам. Тие ми се така, обично пред да заспијам на вечер, ми се како ми го разубавуваат сонот, не знам. Уживам да заспијам со нив. Што ти е најсимпатично, Коса, на плажа? На плажа најсимпатично?
се жените? Добро. Добро. Мислам дека друштвото е нешто што е најбитно за добар провод. Не знам сега, тоа е зависи од моментот, што би ми било интересно. Обично да си уживаш на плажа, да си се напиеш едно пивце, да се сончеш. Немам некои посебни потреби, што знам, го да речем. Обично вакви уметнички души како тебе се големи романтичари. Да. Коса ти? Јас сум романтичар. Рак, познак рак. Имаш ли нешто интересно направено за твојата некогашна понежна и поубава половина? Што би сакала еве да го споделиш со нас? Затоа што романтичарите се оние кои што знаат буквално да ги остават без текст поубавите половини. Јас сум бил секогаш не сум романтичен, но Ама не се фалиш. не. Не, ќе ви кажам, значи јас сум сакал многу да кога сум правел веќе такви запрканци, сум земал гитара и сум пеел серенада. Или не знам, сум носел цвет. И имаше една досегашна случка што беше пред неколку години. Носев цвет и ме гледаја зошто, што е проблемот. Значи такво време дојде да кога ќе покажеш некој основен манир да донесе цвеќе на девојка, те гледаат се чудат. Тоа е нешто Гледа што... дали долу имаш патики или папучи облечен? Да, папучи. Одма те... Не сакам да кажам, значи, таков ми бил мене стилот. Сакам да поклонам цвеќе или да запеам некоја песна. Многу едноставно, многу old school, што се вика. Ама убаво. Да, се надевам. А тука некаде повторно ќе направиме пауза, одиме повторно со инсерти од Базенот Тропико за да ви ја прикажеме целата таа атмосфера која што тука ние на своја кожа ја чувствуваме и секако да продолжиме со нашите коктели затоа што да не ни станат како чајче, нели? Се уште се студени убави. Симбел Дент ординацијата ви нуди професионални услуги во сите области од стоматологијата. Посебно ќе ги истакнеме услугите за орална хирургија со поставување на импланти и оперативно вадење на заостанати заби. Импланти користиме најквалитетни Анкилос и Мис импланти. Слободно проверете ги на интернет каде се рангираат тие импланти. Во нашата ординација нудиме поставување на порцелански пломби, така наречени порцелански пломби. Тоа се пломби со врвен квалитет од Воко фирмата, исклучиво германски пломби, кои што ви гарантираме за нивното квалитетно останување во забите долги години со непромена на бојата и со никакви пропратни симптоми. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на кино Братство, спроти градскиот пазар и во близина на Тетовчанка. Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои и лакови и се останато за современо моледисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 15 годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на голема во спортската сала, Дараком, бои со препорака од прва рака и екстра брза испорака. The sun, the heat, the wind, the sea. Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања од оваа сезона, базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден. За разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури.
Базенот работи од 10 до 19 часот, а шанкот и кујната од 10 до 23 часот. Разнобоен коктел во рака, капење и сонџање, колку душа ви сака. Базен Тропико, Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. А постои ли поубава комбинација од гитара, базен и пријатно друштво како што е Коса? Коса, ќе сакаш ли да не почестиш со нешто убаво? Разбирам, може. Сега малце ми е гласот засипнат, ама Ќе ти простиме, нема да забележиме многу. Знам јас дека нешто криеш ти, знам јас кажуваш без зборови, во твоите очи познавам, во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене? Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене? Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Sami do zori јас и ти сами, без никој да не раздели, ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене? Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене? Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Одлично, Коса, јас ти благодарам од се срце за оваа песна, за се што денеска разговаравме со тебе. Мандарина како настана? Мандарина настана спонтано, баш онака летно, што се вика, среќено песниче. Лани ја пушти, лани беше, нели? Нема ден, нема ноќ беше преклан. А може и треба да ги спееме малку сега, да? Ајде, ако си расположен, не е проблем. Имаш очи како океан, полуави на свет ги нема сам, само да те имам се видал, да те имам се видал, кога ќе те видам ветувам, дека се ќе направам, за нас времето лета, на нас љубовта чека, нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам.
na tebe ko leto doajam. Nema den, nema noć da ne mislim na tebe ko leto doađa, te sakam, ti priznavam. Сега, за тебе имам два предлога. Едниот е да направиш жива свирка тука на базен Тропико, да се договориш со Горан и со Јовица, така. А другиот предлог е да му речеш на Владко Лозановски да дојде тука за да сними спот. Обавезно тоа, значи Владче ќе дојде обавезно и ќе уживаме он. Коста, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време, ти благодарам што еве од свадба уморен, ненаспан дојде тука. Класна материја, ама искрено да ви кажам и да не беше денеска вака, немаше да ги наполнам батериите, пошто стварно е убаво овде, прекрасно. И ќе дојдам почесто сега натаму. Еве и Горан, ќе биде сведок таму. Почитувани гледачи, да не испадне дека ние го фалиме само базенот Тропико, еве Коста што имаше да каже за него, а доколку не ни верувате на нашите зборови или пак сакате да се уверите, во тој случај еве ве повикуваме, базенот Тропико е секогаш расположен да ве прими во било кој дел од денот, особено во овие жешки часови кога температурите тука се пониски од било каде на друго место. Ви благодарам и навам за вниманието и искористете го базенот Тропико како алтернативен начин на одмор.